Благодарам, подпредседателе, почитувани граѓани, почитувани пратеници. Влегуваме во последните десеттина денови од 2022 година и како и секоја дебатна година се сведува на буџетот за идната година. Македонија се соочува со една од најтешките кризи во своето постоење. Криминалот, корупцијата, неправдата секојдневно го пробиваат дното. Америка прати тим за да ни скенираат состојби и да не санкционираат. Состојби од типот на обвинител кој не знае и не сака да даде отчет што работел, освен што се сликал со функционери на ДУИ случајно на планина. Понатака состојби од типот на давање оставка на председател на судски совет, кој што се жали на бизнис и политички притисоци и притоа никој да не поведе истрага, а ново назначената председателка на ова тело случајно да има слики со Зоран Заев на партиските комисии. Од партизираното правосудство на СДСМ и ДУИ не може да си има многу очекувања. И знам дека коментирате, ќе кажете дека нема врска со денешната тема, но и текако има. Не постои мала држава без природни ресурси, која е корумпирана, криминална и во која неправдата е секојдневие, а да има економски раст, развој и просперитет. Научно е докажано дека има негативна корелацијска врска помеѓу корупцијата и економскиот раст. Негативното влијание на корупцијата врз растот во најголем дел се случува преку неколку канали. Политичка нестабилност, услови за водење бизнис, инвестициска клима, образование, а со тоа и човечки капитал. Од аспект на човечкиот капитал и образованието, во кој се вклучени младите, корупцијата целосно го девастира образовниот систем, од каде треба да се продуцира знаење. УКИМ на некои ранг листи се наоѓа на 2000-тото место, а некаде воопшто и не влегува меѓу 2000 најдобри универзитети. Понатака, ги демотивира младите да инвестираат во човечки капитал. Најголем успех, најголем фактор за успех е роднинската врска со високи раководни структури на власта. Понатака, и одвраќа интелектуалната класа да се вклучи поактивно во општествено-економските процеси со цел да придонесе повеќе за развојот на државата. Видете ги сите истражувања, сите анкети, излезноста на последните избори во Тетово кои што се случува за локалниот совет, над 70-65% од граѓаните не излегува на избори. Истражувањата кај младите се уште пострашни. 70% од младите, над 70% од младите никогаш не учествувале во решавањето на своите проблеми на локално ниво и не чувствуваат, не се заинтересирани да учествуваат во процесите на одлучување. Понатака, корупцијата предизвикува погрешна кадровска селекција во приватниот, а особено во јавниот сектор. Тука и не треба многу да се зборува и не треба многу да се говори, сите ја знаеме партизацијата која што и се случува на институциите и истата нефункционалност. Това е реалноста, колеги, од мнозинството. Корупцијата, криминалот и неправдата ја влечат оваа држава надоле. Згора на се и економскиот тим би е катастрофален. Впрочем, и честите промени во него се потврда дека немате концепт што правите. Сега малку околу економскиот раст за кој што зборуваше министерот. Од кога сте дојдени на власт до денес Македонија има најмал просечен годишен економски раст за периодот од 2017 до 2021 година. Македонија во просек расте 1,4%, а Србија 3,4%, Бугарија 1,8%, Романија 3,5%, Албанија 2,9%, Косово 3,5%, Словенија 3,2%, Босна и Херцеговина 2,7%, Црна Гора 1,8% и Хрватска 2,2%. Убедливо најлоши. Исто ќе биде и кога ќе додадеме 2022 година. Бесрамно лажат представниците на Министерството за финансии дека за 2022 година растот ќе е 3,2%, а и сами сте свесни дека тоа е невозможно. Нема меѓународна и домашна институција освен Министерството за финансии што прогнозира толку висок раст. Сега малку околу инфлацијата. Кога инфлацијата во прашање што повеќе да се каже дека имаме раст на трошоците, не да се граничиме со Русија или Украина. 20% инфлација и 30% раст на цените на храната. Во 2020 година и 22% од населението било сиромашно. Со овие цени кои што се покачени во последните 9 месеци, можеме да замислиме колкав е тој праг на сиромашни граѓани. Да ве потсетам околу покачувањата. Покачување на леп
за 43%, месо 29%, риба 17% покачување, млеко и јајца 39% покачување, масло 31%, овоше 14%, зеленчук 23%, шеќер 20%, кафе 18% покачување. Покрај прехранбените производи има поскапување кај струјата за 20%, топлинската енергија за 30%. Без срам излегувате секојдневно на пресконференции да се фалите дека работите во интерес на граѓаните. Еве кажете ми кој надвор од Бихачка ви има кажано дека е во интерес да има ваков ценовен шок? Па не ли е срамота новинари на пресконференции да ви носат лепи фискални сметки за да му докажат на премиерот дека нема намалување на лебот, дека бесрамно лажете дека има намалување на производите. Тоа ви го докажуваат на пресконференции со фискални сметки. Нема потреба да релативизирате дека секаде исто, кога не сте во право. Отворете на Евростат и гледајте како во најголем број од земјите инфлацијата паѓа последните месеци. Веќе кажав дека Македонија во ноември имала инфлација од 20%, а колку имале нашите соседи. Бугарија во септември инфлација од 15,6%, ноември 14,3%, Грција септември 12,1%, ноември 8,8%, Хрватска во ноември 13%, Романија 14,6%, Словенија 10,1%, Србија 15,1%, Косово 11,6% и Албанија 7,9%. Не ќе е секаде исто. Кај нас е најлоша состојбата со инфлацијата. Кога се во прашање цените, не можам а да не ја споменам состојбата со струјата. Во 2020 година, после завршување на изборите, беше првото покачување од 7,4%. Лани на крајот на јуни, ново покачување од 12,4%. Минатата новогодишна честитка беше со 9,5% покачување и поскапа струја. Очигледно, катастрофалната состојба во енергетскиот сектор во Македонија бил и пред да се случи војната во Украина. АД, ЕЛЕМ и МЕПСО од фирми кои генерира огромни добивки, стана најголеми загубари со стотици милиони евра буџетски пари се поддржува нивната работа. Тука доаѓаме до буџетот за 2023 година. Велите, сте предвиделе 250 милиони евра за справување со кризата, а всушност со најголемиот дел од тие пари ќе платиме неспособноста во енергетскиот сектор, како испомпувањето на пари преку сомнителни јавни набавки за струја, јаглен и разни транспортни услуги кои што треба да завршат во фамилијата на заеви. Што се не ветивте изминативе 3 месеци по трансформаторот на границата со Грција и Турција? Срамота е. Кого мислите дека правите будали, себе или граѓаните? Очигледно себе си се лажете. Граѓаните едва и чекаат прилика да ви го кажат своето мислење на избори. Кај вас во партија да има избори и таму ќе изгубите ако ова сакате да им го пласирате од вашите розови очила. Се фалите за капитални инвестиции. Идната 2023 година ќе била пресвртна, па ќе се реализирале 800 милиони евра. Кичево струга Абер нема, од Скопје до Велес не можете 3 километри да ги реконструирате неколку години, ама идната ќе била клучна година. Дај барем завршете тоа што е едната. Ќе префрлате 250 милиони евра на Ејубрустемиот државни патишта за да направи автопат Тетово Гостивар Букојчани, Требеништа Струга Ќафасан и Прилеп Битола. Еве вие кажете која делница од овие што се дел од договорот со Бехтел и Јенка ќе направите за 250 милиони евра во 2023 година. Лага е дека ќе реализирате капитални инвестиции во вредност од 800 милиони евра. Во 2022 година викавте над 600 милиони, по прв ребаланс скративте 100 милиони евра. До денес реализацијата на капиталните инвестиции, веќе половина од декември помина, е околу 62%. Срамота е. Немате капацитет за реализација на капитални проекти. Како капитални инвестиции ги рачунате парите што им ги давате на ЕЛЕМ за да купуваат јаглен и струја. Ке се потроши тоа во текот на неделата и толку. Капитален проект е нешто што ќе остане за идните генерации и нешто што ќе се види. Во на приходите, што да кажам, освен дека со месеци се најавуваше фамозната реформа, а дори минатата недела ја обзнанивте пред јавноста. Ова ли е таа предвидливо што ја најавувавте? 3 години анализирате и пак дојдовте на нашето. За Македонија во моментов е најдобро да се остави постојниот модел на рамен данок. Цела деценија седа сама праведно ќе ги одоночуваше граѓаните,
и не споредувавте со Данска, со Финска и ОП, свативте дека грешите. Не е тоа данок на богатство. Данок на личен доход е, дами и господа. Не ги казнувајте луѓето што се продуктивни. Што имате против програмерите? Нив викате да ги избаркате од државата. Ајде сите што ги избаркавте млади од државата, уште програмерите да ги избаркате. Бидете малце сериозни. Па најголем дел од младината се ориентира кон информатичките технологии. И вие по нив сакате да удрите. Правите реформа во данокот на добивката и во неј се предвидувате малички фирми со годишен промет од $1.000.000 да ви плаќаат данок. До тие пари или ви дојде? Во овој закон е делот со ваучерите. Во овој закон е делот со ваучерите за спорт. Инвестувавте пред известно време на клубовите и федерациите дека вие ќе ги делите парите, а не фирмите. Има ли предлог закон, има ли средства предвидено и нешто црно на бело што укажува дека 10 милиони евра што беа од ваучери идната година ќе им ги ставите на располагање на спортистите. Во законот за ДДВ предвидувавте да поскапи делот храната за 5% поради пораст на данокот, ама списокот го криете. Кој знае што се ќе ставите на тој список? Да замајувате со ајкули дел и китови какви што ни 1% од населението нема видено на мени, не па да јаде. Кога сме кај законот за ДДВ, да им кажеме на граѓаните дека после нова година сметките за струја нема да се со 5% ДДВ, туку со 10%. Малце е тоа покачување од 5%, па од 1 јули ново покачување на ДДВ за струја на 18%. Одлично. Така ќе се избориме со инфлацијата. Сега, сакам да зборувам за темата која што е исклучително битна за студентите. Студентскиот оброк. Ги зголемивме заеднички средствата во буџетот за 2022 година затоа што ги имавте скратено. Сакавте на мала врата да протнете законско решение со кое кој знае дали 1000 студенти ќе ги исполнуваа критериумите. Па се побунаа студентите, имавме тука средба, откако видовте дека целата јавност реагира, истиот закон го повлековте. Но, она што е клучно, е тоа што се противевте да зголемите субвенцијата на студентскиот оброк од 120 на 160 денари, иако знаете дека храната е драстично поскапена. Студентите се нашата иднина, а инвестирањето во образованието е инвестиција во иднината. Видете само колку студенти има запишано во Словенија, а се во потекло од Македонија. Што правите по тој основ? Младите не се иселуваат, младите се евакуираат од државата, а вас ува не ве лази. Како да биде поразлично? Премиерот оди во студентски дом, се готви таму по сите стандарди, а премиерот не е на увид, храната е катастрофална и не ги исполнува ни основните калорични потреби. За високото образование што да кажам? Овие од ДУИ или се почесни доктори на науки, или се професори и се гордеат со тоа наместо со рангот кој го имаат македонските универзитети. Зградите на Финки и ФФК, ВМРО ДПМН ги започна и најверојатно ќе бидат завршени повторно кога ВМРО ДПМН ќе биде на власт. 6 години шајка немате заковано во зградите, а над 2500 студенти на Финки учат во субстандардни услови. Срамота е. Главна вест во образованието е дека нема учебници. Поминаа месеци додека да обезбедите некакви прирачници кои се за еднократна употреба. Излегаот печат на овите учебници и пораст на Монт Еверест на 20 километри. Почитувани, овој буџет за 2023 година е нереален. Набилдана е приходната страна, нереално се проектирани инвестициите. Економските проекции на Министерството за финансии се премногу оптимистични и нереални. Прашање на време е кога ќе биде потребно да се направи ребаланс. За 5 години колку што сте на власт е потрошено 20 милиарди евра. Никој не видел сериозен ефект од тоа како управувате со средствата на граѓаните. Просите за да ни даде некој кредит. Идната година планирате задолжување од 1,5 милиарда евра. Ракетата на Илон Маск поспоро си скачува од нивото на јавен долг во Република Македонија. 3 милиарди за 5 години го имате зголемено јавниот долг и малку вие. Без малку, колку сите влади во 25 години владење во Република Македонија. Почитувани, не треба да ги убедувате граѓаните колку блескат и економијата блеска. Народот едва и врзува крај со крај. Граѓаните се задоволни. Тоа може да го видите и по нивните лица, ама не се движите вие, нажалост, меѓу нив, си одите само на вашите партиски трибини, се движите во вашиот круг и си дискутирате колку све е розово, убаво и колку сте вие срекни.
Ама не се плашете. Ајде да им дадеме на граѓаните можност да изберат дали ќе веруваат во вашите лаги дека нешто работите, а всушност света криминалот, корупцијата, неправдата, или ќе изберат рационализација на трошењата, поквалитетно образование, дигитализација на услугите, унапредување на културата, инвестиции во здравството. Граѓаните се секогаш во право. Тие најдобро знаат дека се ближи денот кога ќе ви испратат на буништето на историјата и вакво зло никогаш повеќе да не се повтори на Република Македонија, затоа што сте елементарна неповела. Благодарам.